Вести на Канал 8. Добар ден. Жители на селата Жиганци и Новоселани реагираат за локацијата во близина на нивните села, на која се закупуваат уништените крави кои заболеле од јазлеста кожа. Мештаните се плашат дека може да дојде до загадување на водата за пиење, па бараат надлежните да најдат друга локација каде ќе се оставаат мртвите животни. Големо незадоволство и револт има кај жителите на селата Жиганци и Новоселани поради одлуката во близина на нивните населени места да се одреди локација на која се закупуваат уништените крави и говеда што заболеле од јазлеста кожа. Велат дека во непосредна близина на јамата се наоѓа дол низ кој протекува вода што поминува низ нивните населени места. Реагираат поради стравот дека токму тоа може да предизвика загадување на бунарите од кои се снабдува водоводната мрежа на двете села. Златна вода имаме, од него ќе ја однемаме. Они немат вода, сака вода да одржава. А банка не е дала општината, ние си го одржаваме селата, двете села. Па према тоа, секое село нека си копи својата. Ние од утре ќе ставаме блокада. Никакви трактори, никакви приколци. Кој дека му умре, нека преземи државата мерки. Не е само да се ударат огради. Мештаните од двете села излегоа на мирен протест на местото каде се закупуваат животните. Нивното единствено барање е надлежните да преземат мерки за да се дислоцира јамата. Ги молиме оштетените селани кои имат убиени говеда, крави, телиња, било шо, да не ги донесат во нашиот атар депонија да ги копат, пошто ние ќе страдаме нашите фамилии утре, ќе пиеме заразна и гадна вода. Молам се на сите релеванти кои сакат да помогнат на селата да не ни ги донесат тие говеда тука, дека ги копат секој во своја ата. Нема ли у Соколарци место или у Спанчо поридишта да ги копат? Нека си копат секој у своето атар. Жителите од околните села во општина Чешиново Облешево, чии крави заболеле од јазлеста кожа, велат дека им било кажано болните грла да ги донесат овде за да бидат уништени и закопани. Со загубата на стоката губат и значителни финансиски средства, па во маката и нервозата велат дека само ги послушале препораките од надлежните и не знаат што друго да сторат, бидејќи заразата меѓу кравите и понатаму се шири. Још има. Тоа е катастрофа. Мерки Мерки од дупката. Сена ди никакви пари. Од друга страна викам кога? Некој пат па ни тогај. Ова е мизерија. Мизерија. Ова е, не знам. Колку? 3 донесе се? 3 још имам дома. Ќе отиде стадото, Ќе отиде. А шо после? Тоа е мизерија, страшно е. Само тешко на овој народ. Пред 2 недели слична реакција имаше и од жителите на Кучичино, Теранци и Чифлик, кои се жалеа на силната смрдеа од закопаните животни на депонијата за комунален отпад. Одлуката за дислокација на јамата кај Жиганци и Новоселани ги смири нивните закани за блокада на депонијата, но сега отвори нови проблеми што ќе мора да се решаваат заеднички со локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Од Агенцијата за храна и ветеринарство ги смируваат сточарите во државата со најавата дека болеста јазлеста кожа бележи стагнација. Досега биле вакцинирани над 160.000 крави, поради што превентивните активности се намалуваат. Вакцинирањето на кравите и говедата како превентива од болеста јазлеста кожа досега е реализирано со околу 60%, што обезбедува известно спречување на тамошното ширење на заразата. Такво е тврдењето на одговорните од Агенцијата за храна и ветеринарство, од каде се координираат активностите за намалување на катастрофалните последици од епидемијата. Планирано било да се вакцинираат околу 250.000 крави и говеда и досега тоа се реализирало успешно, без проблеми на теренот. До сега до овој момент има извакцинирано негде околу 155 до 160.000 грла на добиток, што е негде околу 65% од вкупната популација на говеда, а до крајот на овој месец треба да се изврши целосна вакцинација на сите грла на добиток. Вакцинацијата би сакал да кажам дека болеста стагнира, тоест се стопира со самата вакцинација. Според Поповски, одделни сточари поради одредени причини не ги носеле на уништување кравите кои биле заразени со јазлеста кожа.
поради што дошло до натамошно ширење на болеста низ источниот и северниот дел на земјата. Луѓето не ги дава на време животните и кај нив, наместо да се стопира болеста, се прошири кај скоро кај сите животни. Имаме примери каде што луѓето не ги пријавува животните, заболените животни на време, плашејќи се дека ќе бидат одземени, беа манипулирани, на времено не ги пријавија, во тој момент ние ќе ги одземевме само едно или две животни, за разлика од сега каде што мораме да ги одземеме сите 30, 40, 50 и 60. Тоа е голема штета кој им се нанесе на одредени сточари кои не ги послушаа нашите препораки за навремено реагирање да ги пријават животните со цел да ги заштитат останатиот дел на животни. До сега се одземени и уништени околу 2100 крави и говеда, а оваа бројка според Поповски веројатно ќе се зголеми, иако болеста стагнира. Инаку, вакцинирањето се спроведуваше во две фази, при што во првата, во која биле употребени 50.000 вакцини, се действувало во жариштата и се успеало да се локализира болеста. Во наредниот период се очекува да заврши и втората фаза, во која превентивно ќе се действува кај другите грла кои не се зафатени од јаздеста кожа. Основниот суд во Виница доби нов председател. Со одлука на Републичкиот совет на оваа функција е избрана Васка Петрова, која до сега беше ангажирана како судија во апелациониот суд во Штип. Судијката Васка Петрова од апелациониот суд во Штип е избрана за нов председател на Основниот суд во Виница. Таа била единствениот кандидат за новата функција, па членовите на Републичкиот судски совет се одлучиле да ја прифатат нејзината кандидатура. При разгледувањето на предлозите за избор на нови председатели на 3 судови во државата, било истакнато дека Петрова има високи оценки и дека ги исполнува законските услови за избор. Со тоа, судскиот совет едногласно ја избрал за нов председател на Основниот суд во Виница. Петрова и претходно на 2 пати ја извршувала оваа функција во периодот од 2001 до 2010 година, кога станала судија во апелациониот суд. Сепак, на седницата на судскиот совет било оценето дека заминувањето на судијката Петрова од апелациониот суд во Штип, како и смртта на судијата Стојанчо Атанасов, ќе ја доведе повисоката судска инстанца во Штип во колапс, бидејќи недостасуваат судии. Поради тоа, судскиот совет ќе мора во најскоро време да разгледува ваквата состојба и да биде распишан оглас за избор на нови судии. Инаку, освен за судот во Виница, судскиот совет избра и нови председатели за Основниот суд во Кратово и за апелациониот во Гостивар. Духовното чествување на Павловден во Виница со духовно воздигнување. Црквата во изградба Свети Лука, која треба да биде осветена на истоимениот празник, наскоро и со нова камбанарија. Чествувањето на Павловден со литија беше одбележано и пред параклисот посветен на Свети Павле. Со камен темелник на нова камбанарија, владиката Иларион и свештениците од Брегалничката епархија денеска во Виница го чествуваа празникот на градот Павловден. Денеска на овој свечен празник, празник на градот, празник на Светата Црква Христова Апостолска, поставивме и камен темелник за нова камбанарија, посветена на Светиот апостол и евангелист Лука, на кој што е посветен овој храм. Инаку знаеме дека Свети апостол Лука со Свети апостол Павле заедно дојдеа во Македонија, во Филипи, кај првата жена христијанка Лидија, да проповедат и да го шират словото Христово, односно да ги христијанизираат и запознаат со Христа и воскресението и македонците, од која што проповед и ние се получивме и примивме наука, односно го спознавме Христа, кој што ни дарува живот и вечност. Со еден свечен настан на ставање на камен темелник на камбанаријата на црквата во изградба посветена на Светиот апостол Лука, завршува чествувањето на празникот на градот Виница. Со желба за здравје, среќа и живот им го честитам денешниот празник на сите наши собраници. Црквата Свети Лука, која се гради веќе неколку години, наскоро треба да биде и официјално осветена. Владиката со апел до верниците да помогнат во внатрешното уредување. Пред параклисот Свети Павле на плоштадот во Виница се одржа и литија, а кумството со кршење погачи за здравје веќе 8 година е на фамилијата Дончеви. Павловден во Виница одбележан со свечено признание за најдобриот млад научник во државата Михаела Ангелова. Пофалници и парични награди за најдобрите во спортот, како и со подароци за стократните дарители на крв.
Признание за веничанката Михаела Ангелова, која неодамна го доби и националното признание за најдобар млад научник од Република Македонија, која со своите истражувачки проекти е ангажирана надвор од државата. Денес беше одбележена свечената седница на Советот на општина Виница. Не така одамна сите бевме пријатно изненадени и среќни што една млада наша сограѓанка е добитник на високото национално признание на изберана за најдобар млад научник за 2015 година. Станува збор за Михаела Ангелова. Тоа е по вокација дипломиран инженер по електротехника, кој што во меѓувреме се стекнува со звањето доктор на науки по биоинформатика. Покрај Михаела, пофалници и ваучери од 5000 денари добија и клубови и поединци кои се истакнаа со повеќе национални пехари. Клубот Торо Спорт, освојувачите на купот во гимнастика Димитри Спасов и Јана Николова, како и пинг-понгарот Васе Стојминовски. А пофалници имаше и за најдобриот полицаец и пожарникар. Освоив прво место на купот на државниот куп на Република Македонија во гимнастика. Со гимнастика се занимавам 4 години и најинтересно ми е тоа што не сум дома и не го лежувам цел ден дома. Оваа пофалница за мене е од големо значење, бидејќи сум избран за полицаец на годината и ќе се трудиме понатаму да постигнеме подобри успеси и резултати. Градоначалникот Дончев и директорот на јавното предпријатие Игор Спасовски со дарување крв ја одбележаа и традиционалната крводарителска акција, со која Виница практично на средината од 2016 веќе го има надфрлено планираниот број на крвни единици. Општинската организација на Црвен крст Виница заклучно со денешнава акција има околу 978, односно до сега го имаме надфрлено планот со 200%. И мислам дека и во наредните две акции очекуваме рекордно, затоа што знаеме дека во летните месеци има поголем недостиг на крв за нашите болни. Покрај крводарување, Павлов ден беше повод за средба на 100-кратните дарители за кои општината обезбеди пригодни поклони во знак на благодарност на безрезервната хуманост и несебичност. Улицата 1 мај во Зрновци, што беше во најава за изградба, започна да се асфалтира. Истата се наоѓа во новата населба во оваа општина и е со должина од 200 метри. Со незиниото асфалтирање значително ќе се подобри мобилноста на луѓето кои живеат во оваа општина. Започна асфалтирањето на улицата 1 мај во новата населба во општина Зрновци. Екипи на градежната фирма Имако од Гостивар денеска беа на терен и работеа на нејзино асфалтирање. Паралелно се крпат и дупките во село Мородвис, предизвикани при изградбата на фекалната канализација. Денес асфалтираме крак од улица 1 мај во должина од 200 метри, широчина од 3 метри. Овде финансиската конструкција е обезбедена преку општина Зрновци во висина од 1.200.000 денари. Исто така опфаќа и крпање на дупки во село Мородвис, односно санирање на оштетувањата кои што беа направени при изградба на фекалната канализација, меѓутоа исто така имаме крпање на дупки на неколку улици во село Зрновци. Сметам дека со изградбата на оваа улица ќе ја поттикнеме и олеснеме мобилноста на граѓаните кои што живеат на овој дел од селото. Значи ова се работи за новата населба која што се наоѓа на патот Зрновци Мородвис. И навистина, значи, ценам дека со ова конечно ќе им овозможиме на граѓаните непречено да стигнуваат до нивните домови. Инаку, општина Зрновци деновиве започна со реализација и на други проекти. Се работи на изградба на речното корито на река Видовишка, чија финансиска конструкција изнесува 3 милиони денари, средства обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Во тендерска постапка е проектот за изградба на полски пат во село Мородвис, како и партнерно уредување на археолошкиот локалитет во истото село. Еден од приоритетните проекти во оваа општина е изградбата на детската градинка, која што треба да биде готова до првото тримесечје од идната година. Просторот во местноста Колерски гробишта ќе почека додека да добие урбанистичко средување, односно да се санира теренот што е претворен во депонија. Од општината ја зголемуваат сумата што претходно беше предвидена да се потроши за да се изгради повеќе наменско спортско игралиште.
Наместо првично планираните околу 45.000 евра, локалната самоуправа за околу 10% ја зголемува сумата на трошоците за најавената изградба на мултинаменско спортско игралиште во местноста Колерски гробишта во Кочани. На првиот јавен повик за избор на изведувач на градежните работи не се јавил ниту еден понудувач, па сега постапката се повторува. При тоа, во новиот повик, проценетата вредност на објектот без данокот на додадена вредност изнесува 3 милиони денари. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми тече и трае до 19 јули. Според техничката спецификација за спортското игралиште, се предвидува тоа да зафаќа површина од околу 1300 метри квадратни, при што како комплетен објект треба да овозможува услови за надпревари во кошарка, ракомет и мал фудбал. Исто така предвидено е да се уреди и детско забавно игралиште на површина од околу 50 метри квадратни и на истото да бидат поставени тобоган, лулашки и други реквизити изработени од стаклопластика и дрво. Дополнително, како придружна содржина, е планирано и уредување на бехатон пешачка патека до двете игралишта, што ќе биде долга 90 и широка 2 метри. Целата активност за уредување на просторот доаѓа по повеќекратните реагирања на граѓаните што живеат во непосредна близина, затоа што некогашната зимзелена шума одамна е исечена, а просторот е претворен во депонија. Реакциите на граѓаните беа пренесени и на една од седниците на Советот на општината со барање надлежните да преземат мерки поради узурпирањето на земјиштето. Сдруженијето на граѓани Зелен институт од Скопје организира дебата преку која им се овозможува на младите слободно да се изразат со цел креирање на поквалитетен живот. Дебатата ќе се одржи в четврток во салата за венчавки на општина Кочани. Четврток со почеток во 18 часот и 30 минути ќе се одржи дебата на тема Младите во Македонија заробени во недостиг од критичко размислување, слобода на изразување и квалитет на живот. Дебатата ја организира Сдруженијето на граѓани Зелен институт од Скопје и е втора во низата од 7 дебати кои ќе се одржат низ Македонија. Цел на ваквата дебата е да ги мотивира сите, пред се младите, слободно и без страв да го изразат своето мислење кое е различно од другите. Со оглед на состојбата во македонското општество, секојдневното гушење во јавниот простор, како и напади на сите оние кои имаат различен став од оној на мнозинството, неопходно е да се излезе од апатијата и слободно без страв да им се овозможи на бранителите на различни барикади. На дебатата ќе присуствуваат говорници од различни независни движења кои ќе ги споделат своите искуства и се повикуваат сите заинтересирани да го проследат настанот со можност слободно да го искажат и да го споделат со другите своето различно мислење и став. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.